Добро утро и од мене, почитувани гледачи. Утринава имам можност да разговарам со господинот Липчо Балковски, пратеник од ВМРО Народна партија. Ретко вашата партија настапува медиумски, господине Балковски. За жал. Да, за жал. Некако или ние немаме време, или вие не сте многу наметливи со политичка активност. Инаку сте дел од коалицијата со СДСМ. Сакам да подсетам, вие сте од она ВМРО ДПМН на почетоците што создаваше независноста на Македонија. ВМРО ДПМН што беше инсистираше на евроатлантските интеграции тогаш. Дури бевте им забележувавте на социјалдемократите дека ја успоруваат таа агенда. Останавте докрај доследни на европската перспектива на Македонија. Да, првин добро утро, добар ден на вас и на вашите гледачи. Како што истакнавте, значи ВМРО Народна партија остана доследна и секогаш ја промовира и ја потенцира европската идеја за Македонија, дека тоа е всушност патот по кој треба да се движи Македонија. Тоа тогаш беше и пред 25-30 години. Значи, така е и сега, затоа што опцијата што ја нуди, да речам, Европската Унија е првенствено добра за Македонија, потоа и за Европската Унија. Значи, тоа треба ние да го сватиме и се разбира, како што рековте вие, ВМРО ДПМН е тогашно, сегашна ВМРО Народна, значи ја продолжува таа идеја. Впрочем, идеологијата сепак остана во ВМРО Народна со Лјупчо Ѓорѓиевски, или како наш председател. Но претпоставувам дека таа идеја што ја имате, бидејќи сте останале на неа, ве држи заедно во оваа коалиција, која што е експлицитно проевропска. Апсолутно, и тоа е ова е една бидејќи вие сте десна партија во специфична коалиција. И во 20-та година кога ја направивме таа коалиција, соучество во парламентот. Иначе бевме ние уште од 2012 година коалиција со СДСМ, нели, кога се боревме за демократија, враќање на демократијата. Од 20-та година во парламентот, сега и 24-та година изборите, ја направивме коалицијата. Специфична коалиција затоа што први имаме различни идеологии. Идеологија на ВМРО Народна партија, ВМРО-вска, заедно со позицијата на СДСМ како социјалдемократска опција. Меѓутоа, ние кажуваме дека целта е заедничка, а таа е евроатлантските интеграции. Во НАТО успеавме, влеговме, се покажуваме како партнер на НАТО алијансата. Сега ни останува уште да ја видиме Македонија во рамките на Европската Унија и се надевам дека вакви коалиции со различни идеологија со иста цел треба Македонија да придвижат напред. И ова е добар пример како во иднина треба коалициите да бидат. Не идеолошки коалиции или коалиции од интерес. Него различни идеологии, меѓутоа иста цел. Целта ни е заедничка. Што се промени тогаш во вашата матична партија ВМРО ДПМН, што ги напушти овие, или се нејасни која е нивната цел? Тие велат да, сме за Европската Унија, меѓутоа многу малку во јавноста се гледа дека е така. Не можам да кажам дека, за жал не можам да кажам дека се за Европската Унија, затоа што имаја многу пати да докажа дека се навистина за Европската Унија и за НАТО, сегашно во ВМРО ДПМН, меѓутоа во ниеден момент и во ниеден случај тие не покажаа дека се за Европската Унија и за НАТО. Имавме големи проблеми и тешкоти и кога станавме членка на НАТО, и сега имаме големи тешкоти да ги продолжиме започнатите разговори, нели, скрининг процесот се заврши, успешно се заврши, сега треба уставните измени да ги продолжиме преговорите. Меѓутоа, секогаш како кочничари се, за жал, ќе речам, како затоа што името го носат ВМРО презнакот, меѓутоа ДПМН секогаш на некој начин ја закочуваат целата идеја што Република Македонија треба
да оди понатаму во Европска унија. Тие сега велат дека ние повторно ќе преговараме со Бугарија. Вашата влада преговараше на почетоците 90-тите години. Потоа преговараше и на ВМРО ДПМН Никола Поповски. И тие дојдо. Меракот е нивни сега од повторно до истото да дојдат. Не го разбирам тоа, затоа што на ВМРО ја започна целокупната идеја за НАТО и за Европската унија уште од 90-тите години, нели? Тогашниот председател на ВМРО ДПМН, оснивач Лјупчо Ѓоргиевски, значи ја промовираше, ја прокламираше таа идеја за НАТО и за Европската унија. Сепак кога беше малку во недумица овај дел од просторот, политичкиот простор во Македонија, меѓутоа и тогаш бевме цврсто определени и сега. И знаете, 99-та година нашата влада го потпиша договорот за пријателство со Бугарија. Без никакви обврски спрема двете страни. Значи требаше тогаш да бидеме, нели, само на пријателска основа да се развиваат работите. Меѓутоа дојде после смена, нели, СДСМ дојде, па потоа ВМРО ДПМН, продолжуваше ВМРО ДПМН, не постигна никаков успех во тие преговори. Сакам да кажам дека преговорите беа и со Бугарија и со Грција, да не забораваме дека ДПМН и со Грција не направи ништо во тој дел, а имаше голема шанса 11 години. Сега СДСМ со европската идеја да направи чекор напред за Македонија и приближување кон Европската унија, ДПМН пак стопира и сега се доведуваме до ситуација да кажуваат, како што рековте, ајде ние сега ќе преговараме. Значи, треба да се запрашаат самите во ВМРО ДПМН зашто ќе преговараат. Преговорите се веќе завршени во тој дел на каков начин да влеземе во Европската унија. Затоа што ние со францускиот предлог, со договор што го потпишавме, нели, Заев и Борисов, двата премиери за добрососедски односи, договорот со Бугарија, значи, потоа од францускиот предлог дојде европскиот предлог, Европската унија го прифати, ние го прифативме тој предлог на каков начин да се движиме по патот со поглавијата на Европската унија. И сега кога треба тоа да го започнеме првото, второто поглавје и понатаму, ДПМН сака да се врати назад па да ги почне пак преговорите што ние веќе ги завршивме. Ние треба сега да ги усвоиме уставните измени и да ги продолжиме преговорите. Така да сето ова што кажува ВМРО ДПМН треба на некој начин сами да се преиспитаат дали навистина ова што го кажуваат сакаат да го постигнат или сакаат да постигнат застој на Македонија. Значи, тие се две прашања што тие треба да ги одговорат. Другите мислам дека ние сме веќе определени и Европската унија е определена. Дури пред некој ден кажа дека преговарачката рамка не може да се менува, таа останува исто, на потеќе Македонија тоа да го прифати и да продолжи понатаму ако, нели, сака. Ние секогаш го искажуваме ставот дека единствен пат на Македонија е во рамките на Европската унија. Значи ние дојдовме до точка да преговараме со Европската унија, а сега они сакаат да се вратат пак да преговараме со Бугарија. Со Бугарија, значи пак да ги вратат сите работи назад, пак да преговарат, пак да дојдеме до преговарачката рамка, меѓутоа заборават или не заборават, можеби друга им е целта, дека може така да се изгубат сигурно едно 20 на години, како што изгубивме со грците. Многу лошо е што имаме ние еден пример со грците какви беа преговорите и сега сакаме нешто да смениме, а знаеме дека сета смена и сите преговори и времето всушност не тече за Македонија, него сето тоа ќе биде многу потешко понатаму. Изгубеното време доведе и претходно во политиките на СДСМ на времето кога велеа ќе чекаме, многу држави не признаа, на младите заминува. Ако изгубиме ние пак уште 10-20 години, тие ќе продолжат да заминуваат. И претпоставувам, има една теорија дека се повеќе ќе земат бугарски пасоши, тоа што не е добро за идентитетот на македонците. Ние наместо да направиме друг концепт на тоа, како што сега македонците одеа
и вадеа бугарски пасоши, зошто ние да не бидеме во таа ситуација, па некои други да посекуваат да вадат македонски пасоши за да влезат во Европска унија. Така. Значи ние тоа треба како стратегија да го имаме како Македонија. Меѓутоа мислам дека ВМРО ДПМН е само прокламативно ги искажува овие ставови, иначе тие да сака ќе ги реша Европската унија и преговорите 11 години. Да сака, како што прокламираат во Европска унија сега, ќе помогнеа на владеачката партија или владеачката коалиција само со помош и ќе ги изгласавме уставните измени. Дури и неизгласувањето на уставните измени од една страна е пример дека на вистина тие не сакаат во Европската унија и нивното оправдување, нели, секогаш како што слушаме под бугарски диктат, а рамката за преговори е европска. Вие бевте министер за транспорт и врски. Пред многу време, меѓутоа човек кој е и понатаму заинтересиран или инволвиран во економските движења и уште тогаш говоревте и вие како партија и сега дека членството во Европската унија има економски бенефит за граѓаните на Македонија. Не е тенденцијата ние политички само да одиме во Брисел, туку многократно повеќе средства би влегле во инфраструктурата на државата. Дали така, дали се уште мислите така? Апсолутно се согласувам. Секогаш тоа и го кажував и во овие настапи во собранието овај мандат, затоа што знаете што Европската унија е еден вид сигурност во демократските и општествените односи на земјата која што е членка, меѓутоа од друга страна ја дава максималната сигурност во економијата, во економските односи. Тука ние како земја кандидат сега и со овие отпочнување на преговорите, ги осеќаме придобивките што може една земја да ги добие. Значи, како придобивки, а замислите да бидеме и член на Европската унија, со сите околни земји како еден европски регион во оваа смисла заедно со Грција, Бугарија, ние како Македонија, Албанија, ќе се започне па Србија и Косово, да речем како европски регион, колкава ќе биде таа економска големина и економска размена, значи и како овај регион европски веќе тогаш наречен ќе може да придонесе и во рамките на целата економија на Европа. Ние како мала земја територијално, значи најголема корист имаме од тоа. Како мала земја територијално зборувам, меѓутоа сето тоа треба првенствено да го сватиме ние во оваа држава како жители на оваа држава, дали на вистина го посакуваме тоа да ги имаме европските вредности. Не само вредности, дали ние посакуваме компаративно да речеме колку пари добива Бугарија, Хрватска, па видите сега, унија, колку ние би добивале? 7 милиарди што ги доби Бугарија, ние би добиле сигурно 2 до 3 милиарди како учество на Европската унија во инфраструктурните, во економското развој на Македонија, патишта, железница. Тие програми што сега ние ги даваме како земја, значи како од буџетот, дали спомнавте за инфраструктурата, значи сите видови на инфраструктура, земјоделието да не го забораваме, значи тоа е апсолутно помошта на фирмите и на сите општествени групи што се економски групи во општеството, колку тие 2-3 милиарди евра ќе допринесат за развојот на Македонија и растежот, општествен, економски, дури можам да кажам и одржлив развој, еколошки и општествен, во споредба со сите други земји во регионот, што на некој начин тие веќе ги практикуваат таа помош од Европската унија, односно не е тоа помош, него е веќе во системот на Европската унија. Или во споредба со тоа колку сега добиваме?
Сега добиваме, ево видите, сега добивме ние 100 милиони евра помош за ИПАР програмата, што беше ИПАР 3 програмата во земјоделието и во руралниот развој, и сега 100 милиони колку се осеќа кај нас? Значи, тие 100 милиони колку се осеќаат или колку се осеќаат кога ќе добиевме нели 50 милиони за енергетиката, 20 милиони за некои локални патишта, до 30 милиони, и сега тоа кога ќе го споредиме со 2 до 3 милиарди евра. Значи, Македонија, пак зборувам, територијално мала, со тие средства ние ќе бидеме навистина партнер на Европската унија во економскиот развој. Значи, ќе ги користиме сите услови кои што Европската унија ги нуди, поготово за стартап компании, за младите. Значи, дека сега Европа веќе е како жители на европскиот континент, ние ќе бидеме достапни во секој дел на Европската унија, во делот на економијата и во делот на бизнисот. И со движењето, Движењето. Ние замислите, еве и друг пример ќе ви дадам. 1,3 милиарда сега ќе правиме коридорот 8, што е дел од коридорот 8, а тие средства да бевме во Европската унија или да бевме веќе во напредните фази за влез во Европската унија, тие средства сигурно ќе ги користиме од Европската унија. Како што ги користи Бугарија, видете сообраќајната структура во Бугарија, сообраќајната мрежа, видете во Хрватска, значи, и сега замислите Бугарија преку Србија со коридорите Хрватска и Албанија и Македонија со Грција, значи тој ќе биде еден мрежа на коридори каде што ќе имаме размена и на идеи, и на транспорт, и на економија. Меѓутоа, сепак треба тоа да го сватиме ние колкави се придобивките во Европската унија, а не е само мислата дека да, ќе влеземе во Европска унија и толку ќе биде тоа, и на некој начин нема да имаме никаква корист. Тоа треба да го свати народ. Господин Балковски, меѓутоа, вие сте од десничарска партија, затоа ве повикувам. Десничарите, сега ВМРО ДПМН, повеќе апелира на синтагмата достоинството да го сточуваме. Патриотизмот и влие врз граѓаните да заборават на економскиот бенефит, туку да мислат на идентитетот, на историјата и така натаму. Како го објаснувате? Сега видете друга работа. Значи, зато не знаеме каде се движи ВМРО ДПМН во идеолошки рамки, дури дали се движи во идеолошките рамки на десничарските партии. Па можам слободно да кажам и на левите идеологии, затоа што не кажуваат јасно што и на каков начин сето тоа ќе го постигнат. Значи, зачувување на идентитетот е во рамките на европските сојузи и европските рамки. Ако сакаме ние поголемо зачувување на идентитетот и прокламирање на нашиот идентитет, нашата култура, тоа треба да го докажеме со влезот во Европската унија и таму во рамките на европската култура, значи на значајната европска култура во светски рамки, да учествуваме ние и таму да го истакнеме нашиот идентитет, таму да истакнеме нашата културни придобивки, културно богатство, кој што го имаме и кој што на некој начин треба да го промовираме. Ние, ако културното наше богатство, културното наследство, можам да кажам и природните богатства, ако ги чуваме само за нас, и идентитетот, ако го чуваме само за нас, а не го промовираме, јас мислам дека тоа помалку ќе го губиме. Значи, не е само начинот, ајде ќе го зачуваме идентитетот или културата ако сме затворени, него работата е таа култура ние да ја промовираме. Како ќе ја промовираме? Ќе ја промовираме во Европската унија. Со европски стандарди, а наши вредности. Ви имате заеднички кандидат, тој е господин Стево Пендаровски, актуелниот председател. Тој се уште ги промовира европските идеи и членството во Европската унија. Застанавме зад него ние уште 2014 година. Така. Значи, господин Стево Пендаровски 2014, тогаш нели на некој начин беше одземена таа победа негова, па потоа во 2019, па и сега. Значи, многу е битно континуитетот
да го има државата во рамките на нели човекот што ја представува како председател на држава, сето тој континуитет државнички првенствено, после европски и со европски идеи. Значи тоа е во овие сите кандидати, можам да кажам, господин Стево Пендаровски, се надеваме дека тоа ќе продолжи и понатаму, затоа што сето тоа треба да ни даде и нас како држава во рамките на и светската, можам да кажам, меѓутоа и во Европската унија, дека сепак Македонија ги почитува и сите идеи и предности што ги има Европската унија и на некој начин ќе докажеме дека со Стево Пендаровски, значи, го продолжуваме патот што нас ни е зацртан како држава. Значи и како председател, еден од носителите на власта во државата, меѓутоа понатаму нели и во власта, и во собранието, во парламентарната и во економијата. Генералниот противкандидат, професорката Силјановска, како кандидат, независен кандидат, поддржана од ВМРО-ДПМН, е многу активна во последниве изборни период, но дали ги разбирате пораките од неа? Знаете што, со целото почитување на професорката Гордана, сепак мислам дека требаше да се одвои од целата програма што ја нуди ВМРО-ДПМН. Значи, тогаш навистина ќе беше еден вид независен кандидат, поддржан од некоја партија. Вака, искуството што го има професорката, сега како кандидат од независен, меѓутоа поддржан од ВМРО-ДПМН, мислам дека ќе падне во рамките на ВМРО-ДПМН и мислам дека ВМРО-ДПМН сака да ја искористи кандидатот за председател, сака за да ги прокламира своите идеи. Тоа е многу погрешно во овај дел. Меѓутоа одат многу тенденциозно во ВМРО-ДПМН и во овие сите кампањи што ги водиме веќе една недела. Значи се гледа дека сака ВМРО-ДПМН да и наметне всушност на кандидатот за председател својата програма да ја прокламира, што сепак не е примерно за партија која што поддржува еден независен кандидат. Но видите, да не им се случи на ВМРО како со градоначалничката во Скопје, па потоа да се одвои. Па видите и да има реакции во партијата, зашто не е типичен партиски кандидат. Ризикот секогаш постои. Да. И јас се надевам и верувам дека Стево Пендаровски ќе победи на нови избори. Меѓутоа, искуството што ВМРО-ДПМН го има со поддршка на независните кандидати, на некој начин мислам дека негативно се одразува на партијата. Еве видите и со Скопје како се движат работите, па и со други некои луѓе кои што како независни се појавуваја во ВМРО-ДПМН, а сепак отпосле ВМРО-ДПМН сакаше да ги стави под нивна контрола и таа контрола е непримерена за овие простори, за политичките простори. Како мислите дека тоа членството не е баш благопријатно? Вие сте припаѓале на партија секогаш кој не е благопријатно. Знаете зошто? Затоа што помала партија може да оди со поддршка на независен кандидат и независниот кандидат од неколку помали партии да ја истакне таа негова кандидатура. Голема партија, значи како што е ВМРО-ДПМН и СДСМ, ако на некој начин не сака да застане како со свој кандидат, мислам дека има проблем во самата партија. Дали е тоа проблем во подоцнежното губење на позициите, дали е проблем во идеологијата, во насоките каде ќе се движи таа партија, па сега ајде со независниот кандидат ќе пробаме каде што ќе биде тоа, меѓутоа проблемот е во партијата, не во кандидатите. Значи кандидатите секој сака да има поголема поддршка.
и после секој кандидат ќе ја штити својата самостојност во одлуките, како што самостојно и во собранието професорката самостојно настапуваше. Меѓутоа сега, гледајќи го тоа, мислам дека ВМРО-ДПМН сака на сите независни кандидати што се да ги земе под своја контрола, меѓутоа тоа е проблем партиски, програмски проблем е тоа. Уште едно-две прашања. Ќе завршат изборите, секој се надева на победа. Да. Битно е формирањето влада по тоа. Каква влада очекувате? Какви коалиции може да се случат? Кој ќе направи коалиција, кој нема да може и заради што? Знаете, јас и вас ве почитувам во мислењата вака што ги споделувате во јавноста, во медиумите. Поборник сум и на слободната мисла, ево слободен печат, нели сме и во слободен печат во емисија. Значи, сепак мислам, верувам и треба да одиме со европска влада. Значи, европска влада, европска коалиција, затоа што само на тој начин ќе докажеме како партии, како различни партии, дека тука нели ни една партија не може сама да направи мнозинство и не треба да направи мнозинство ни една влада, поготово во ваков случај политички како што е кај нас во овој период, затоа што ние сега ги почнуваме преговорите во Европската унија и треба на некој начин сите да учествуваме во тие преговори и како што кажуваат, и треба да го земеме искуството од хрвативе. Значи, во Хрватска, нели, заеднички сите учествуваа во тие преговори од почеток на преговорите во делот на европските стандарди што требаше да се постигнуваат. Ние сегашниот почеток треба да го искористиме да различни партии, различни групации, значи партии како што нели една коалиција формира ДУИ, една коалиција формира сега нели коалицијата од Вреди како Таравари што ги стакна како кандидат. Да видиме кои ќе влезат и други партии во собранието. Можеби ќе се смени нешто и со ВМРО-ДПМН во делот на европската идеја. Меѓутоа сметам дека коалицијата што ја предводи СДСМ, каде што сме и ние дел од таа коалиција, заедно со останатите коалиции ќе направиме европска влада кој што ќе ги продолжи автоматски преговорите, ќе ги продолжи затоа што ВМРО-ДПМН секогаш вика немате започнато преговори, ние ги имаме започнато преговорите, меѓутоа сакаме да се продолжат и да се интензивираат. И само на таков начин таква влада може да допринесе за развојот на Македонија, и општествен и економски се разбира. Професорката Силјановска, кога беше професорка, беше многу против така наречените султан партии. Иако за жал сега влезе во кандидатура на една од тој тип на султан партии, заради демократија. Дали, доколку една од две големи партии не успее да формира влада, треба ли да дојде до смена на раководството кај тие партии? Може ли кој ВМРО или кој СДН да се избере? Видите, и тоа може да биде нов поттик за партијата за да ги смени програмата и начинот на тој пример е во сите европски партии. Значи, со некои разочарувачки резултати ако освои партијата, сепак треба да дојде до смена на раководството. Тоа можам да кажам како позитивен пример го прави СДСМ, значи нели после секои избори имаат конгрес. Тоа малку ни беше непријатно и не можевме да го сватиме кога го направи Лјупчо Ѓоргиевски 2002 година, кога ги изгубивме изборите, кој рече изгубивме, мораме да имаме смена на раководството за партија која што ќе победи на некои наредни избори. Очекувате тоа се случи сега во ВМРО-ДПМН? Јас мислам дека мора да се случи. Значи, не треба, него мора да се случи, за да таа партија и вредностите што таа партија ги има од основањето, значи како основачка, како партија која што во рамките на основањето ги имаше прокламирано идеите за
за Европска унија и за НАТО. Жалосно е со тоа име, значи партија со такво име да не е определена за Европската унија. Се надевам дека силината во масовното членство што има ВМРО ДПМН ќе придонесе, ако нели се случат овие измени, значи и тие ќе придонесат да бидат во делот каде што треба да се даде помош на новата влада, да речам Европска коалиција, да учествуваат со давањето стручна, партиска, програмска, секоја помош, затоа што преговорите ќе бидат нормално тешки многу, ќе бидат неколку годишни преговори, нема тие да бидат еден вид. Меѓутоа, на таков начин, навистина ќе докажеме дека Македонија, како општество заедничко, треба и ги заслужува и да ги заврши преговорите и да биде член на Европската унија. Благодарам што сте гости на Утинската. Јас вас ви благодарам и како водител, меѓутоа и како емисија која што навистина ги вреднува европските вредности во Македонија. Благодарам Лјупчо Балковски за Европска Македонија. Продолжуваме понатаму, почитувани гледачи.